Добре дојдовте. Најавувам нова бекстејдж дружба која стартува токму сега. Како што е редот, еве еден фуршпан за официјално добре дојде. Лазаров знае каков надпревар не очекува. Надпревар со многу фаули, со многу исклучувања, надпревар кој што можеби ќе трае повеќе од предвиденото. Обрван има само една желба. Мене е желја да репрезентација понови приступ, концентрацију, добро залагање. Во Краков анализираме со македонските спортски новинари. Посебно мечот со Полска е најдобриот што сме го одиграле во последниве 10 години. Мислам дека бевме повеќе од добри. Да не излезе клише, ама досега добро игравме, ама не победивме. Во Скопје простуваме со Дадар. А со тоа сакав едноставно на моите должници да им кажам дека им простив за нивните гревови, дека едноставно не треба да се замарат и да бегаат од мене кога ќе ме видат во градот. Полска ни е прва станица, а поводот за тоа ни е секако од ракометна природа. Неколку пати најавивме, а веројатно и веќе знаете дека Габи веќе неколку дена предстојува во Крахов. Што точно се случува во моментов во Полска не знаеме ни јас, а ни вие. Предлагам заедно да знаеме. Студио снежен поздрав од градот кој што во моментов е најважен за македонскиот ракомет. Градот во кој што се чувствува ракометната еуфорија. Вечер во Македонија е пред тешка задача, затоа што го игра надпреварот против Србија, кој што е одлучувачки надпревар. Дали македонската ракометна репрезентација ќе го продолжи учеството на ова ракометно првенство. Каква е атмосферата помеѓу редовите на македонската репрезентација, ќе погледнете во следниот прилог. Бекстејдж беше на тренинг со нив. Тоа што не убива, ќе не направи појаки, напиша гордиот капитен на македонската ракометна репрезентација Кире Лазаров по поразот со Полска. Со нови сили до нови победи велиме ние. А Македонија го може тоа, ако можеа со една Франција да одржуваат континуитет во резултатот и против една Полска и преполна арена, ќе можат и со Србија. На ден пред најважниот надпревар за нашите ракометари, бекстејдж во посета да го провери пулсот за време на тренингот. Селекторот Ивица Обрван ја опишува ноќта по поразот со Полска. Несоница поради разочарување и следно очекување. Још увек се рекуперира jer je prošlo malo vremena, noćas je bilo zbog kasne utakmice i malo sna, zbog samog rezultata na nakvu igru, zalaganje i napora koji je bio. Radio sam do dugo u noć, čuo sam isto tako igrače kroz hodnik koji su se i masirali, nisu mogli spavati. Današnji dan uz ovu pripremu za Srbiju će biti maksimalno iskorišten za regeneraciju, naravno da moramo malo i otrenirati. Тежок надпревар, признава селекторот и очекува репрезентацијата. Но она што е најважно, враќање на самодовербата и концентрацијата. Pripremamo se u ritmu Evropskog prvenstva za jednu izuzetno tešku utakmicu za koju smo znali da će biti odlučujuća i nama i Srbiji. Biće teško, može se očekivati sigurno i određenih grešaka zbog važnosti utakmice jedne i druge ekipe. Meni je želja da reprezentacija ponovi pristup, koncentraciju, dobru, zalaganje i da izborimo pozitivan rezultat koji bi nas odveo u drugi krug i da nastavimo sa još najmanje 3 utakmice na Evropskom prvenstvu. Измени во составот ќе има само на пикерската позиција. Nikola Markovski je ozlijeđen ozbiljnije, tako da za sutrašnju utakmicu sigurno ne može, a možda i za dalje. Peševski se vraća u sastav. Позитивната енергија ракометарите се обидуваа да ја одржат. Па добро, атмосферата е добра, мислам дека си стоиме на договорот од оној што го имаме уште пред првенството да останеме позитивни до крај на овој прв круг. За надпреварите со Франција и Полска, Кире Лазаров ќе каже. Дадовме два екстра квалитетни надпревари. За прв пат во историјата
отколку што настапувам за оваа репрезентација, не влеговме со ниедна калкулација, знаејќи дека имаме пред себе можда и поквалитетни противници од типот на Франција и Полска као домаќин, значи ниедна калкулација, нити сочувавме сили за утрешниот натпревар. Пробавме да ги изненадиме и двата големи противници. Игравме против 16.000 појаци, против германски суди, каде чело на полската репрезентација и германски тренер, и затоа си дав за право и да ги пофалам моите соиграчи као капитен. За денешниот надпревар со Србија, капитенот вели ќе одлучуваат финеси, но предноста е на наша страна. Јас се надевам дека, за разлика од србите, може и по квалитет 50-50 шансите, но предноста е на наша страна, затоа што нашата репрезентација веќе има во овој состав игра по подолг период заедно, за разлика од српската репрезентација, која од последните година и пол дена ја компонираше ова, ако може да се каже, селекција за нивната иднина. Психолошката подготовка е базата за вечерашниот надпревар. Се чувствуваме добро, мислам дека и физички сме добро, здравствени сме добро. Треба добро да се припремиме психолошки пред све. Отприлика знаеме каков надпревар не очекува тврд надпревар со многу фаули, со многу исклучувања, надпревар кој што можеби ќе трае повеќе од предвиденото, со многу прекини, затоа што влогот е голем и ќе се спремиме на таква работа и најважно е да одреагираме добро. Веруваме во нивната подготвеност и желба да ја изредуваат македонската нација. 18 часот и 15 минути. Подгответе се за уште еден тензичен надпревар. Овој пат нашиот северен сосед Србија. Македонската фаланга е веќе на готовс и наштимана за навивање. Момци, среќно! Со дел од македонските спортски новинари кои што се присутни тука за да го проследат Европското првенство во ракомет, анализиравме и калкулиравме што ќе се случува со вечерашниот надпревар. Еве што имаа да кажат тие. Не сме спортски експерти да ја коментираме играта на македонската ракометна репрезентација, но затоа пак тука во Краков, Полска, присутни се македонските спортски новинари на кои ќе им ја препуштиме таа анализа, во што би се рекло кратки црти. Надпреварите со Франција и Полска ги изгубивме, но ни останува Србија која е билет за да го продолжиме ова европско првенство во ракомет. Еве што имаат да кажат Паневски, Ников и Арсов. Без оглед на тоа што ги загубивме двата надпревари. Според мене, посебно мечот со Полска е најдобриот што сме го одиграле во последниве 10 години. Тука е некаде во конкуренција со оној меч против Тунис, прв на светското првенство во Катар, кај што одигравме брилјантно. Вчера одигравме навистина извонредно со пољаците, за жал загубивме. Јас реков има простор за тагување, меѓутоа кратко. Рековме, важен е надпреварот со Србија. Всушност тоа е математиката. Што и да направиш со Полска и со Франција, мораш да ја победиш Србија. Така да тоа притисокот е тој, да се победи Србија, со тој притисок тргнав на Скопје. Инаку играме извонредно, играме добро, јас сум навистина задоволен, секој им чест на ракометарите. Мислам дека бевме повеќе од добри. Значи, ако кажам дека бевме добри, тоа е малку. Имавме два исклучително силни противника, не треба да заборавиме. Франција покрај тоа што е носител на трите круни, значи светска, европска и олимписка титула, ние со една таква репрезентација одигравме квалитетни 55-6 минути, нијанси, грешки направија да загубиме на крајот 7 разлика. Ако на тоа додадеме дека Полска, која е домаќин, која беше на последното светско првенство во Катар трета, значи освои медал, тоа е исто така искусна селекција која тука сака по секоја цена да стигне во финалето. Да не излезе клише, ама до сега добро игравме, ама не победивме. Тоа многу често се случувало во македонскиот спорт, за жал така е и до сега во Краков. Македонија одигра два фантастични меча. Ниво кое што веројатно би победиле на многу други репрезентации. Сега се погоди да играме со светскиот првак и со домакинот, па не успеавме за некоја нијанса да го материализираме тоа. Кој е ставот за вечерашниот надпревар со Србија? Мислам дека ќе се радуваме против Србија, затоа што ако ја повториме играта од надпреварот со Полска и од надпреварот со Франција до 50-та минута, не се сомневам дека нема на крајот да се радуваме, сигурно дека Македонија ќе победи. Во овој момент најважно е нашите ракометари веројатно да не паднат психолошки, затоа што кога се трудиш и даваш се од себе, а тие беа безпоштедни,
убаво да ти се врати. До сега не им се врати, меѓутоа ете со Србија прв пат ќе имаме некоја блага фаворитска улога и сите се надеваме дека конечно ќе играме добро и ќе имаме добар резултат, односно победа. Предноста на нашата репрезентација е тоа што е искусно. Значи, за разлика од Србија, нашите играчи веќе пето големо надпреварување го играат во континуитет. Јас ќе кажам шесто, бидејќи игравме едни олимписки квалификации. Значи, сето тоа во 5 години, сето тоа се еден куп тешки надпревари. И згорана се, сите, според мене, тие важни надпревари што беа за да се помине, за да се влезе во следната фаза, нашата репрезентација успеваше да ги добие. Кои се предностите или недостатоците на српската ракометна репрезентација? Србија не е Франција, Србија не е Полска. Тоа во старт. Второ, ние игравме готово безпрекорно во одбрана во двата надпревари. Сите добри познавачи на ракометот ќе кажат дека мечевите во овој спорт се добиваат со добра игра во одбраната. Србите се репрезентација која што е дојдена овде во комбиниран помлад состав, без многу звезди, без тројцата најдобри ракометари на хартија кои што важеа претходно и играат многу подобро од што сите им даваа кредит пред првенството. Например, со Полска беа изненадувачки рамноправни. Опасни се, имаат неколку адути, пред себе Дарко Станич кој нам не е добро познат, го имаат Петар Ненадич кој што е предводник на оваа нова некоја генерација. Тој е најдобар стрелец во Бундеслигата, најсилното првенство во Европа, така што имаат квалитети. Што велат впечатоците на нашите спортски новинари за она што се вели Европско првенство во ракомет за мажи Полска 2016? Не ми е окей што сме на многу голема надморска височина дека ги гледаме надпреварите. Ја вчера во шега реков дека ќе ни требаат буци за кислород горе затоа што сме на кров малтене. Луѓето ми се многу пријателски расположени во градов. Јас сум дебитант на европските првенства. Јас сум Филип Кузмановски во новинарската екипа. До сега не сум присуствувал на европско првенство или светско. Ово ми е прво и не можам да споредам, меѓутоа мојот впечаток како нели организација овде во Краков е сосема солиден. И во сала од прес-центар до бесплатен превоз за новинарите што многу ни олеснува, сосема окей. Тука се чувствува блискоста, меѓутоа имаме една сериозна забелешка. Значи, играме во групата на домакинот, имам впечаток дека има не многу малку, дека има малку полски спортски новинари. Анализите и калкулациите ги оставаме на маса. Играта ќе им ја препуштиме на нашите ракометари. Нема да биде едноставно, но Македонија го може тоа. Возбудата од ракометното европско првенство ви ја пренесуваме со VIP роаминг за само 9,9 денари во минута за разговори од странство кон сите мрежи во Македонија. Сигурна сум дека цела Македонија е во исчекување на надпреварот помеѓу Македонија и Србија. Стискајте палци за позитивен резултат. Кој од познатите јавни личности должи и зошто не враќа? Ова прашање почна на големо да се врти откако Дадар на својот Facebook профил имаше една објава во која буквално ги подбра должниците. Па многу мина во тоа видео нешто интригантно. Му бевме во студио за да видиме што е работата. Скопје не е Њу Јорк, па не е дека шансите да налетате на оној кому му должите нешто не постојат. Потврда е неодамнешната ситуација во која се најде Дадар. Едно пазарање во супермаркет го инспирираше да си ја отвори душата на Facebook, па сподели. Се сретнал очи во очи со брат на една во наводници велика уметничка должничка, која 5 години не подмирила долг за шминки,
а братов нема гајле да го гледа директно во очи. На друга страна лик што никако да му го врати лаптопот, ама и никако да го погледне во очи. Во близина пак плавуша која никако да си ја плати надградбата за коса. И тука почнаа да летаат прашалници по социјални мрежи и портали, кој и зошто должи. А со тоа сакав едноставно на моите должници да им кажам дека им простив за нивните гревови и дека едноставно не треба да се замарат и да бегаат од мене кога ќе ме видат во градот. Баш напротив, треба да ме поздрават или едноставно да продолжиме понатаму, да не живееме во минатото. Дадар важи за миролюбив човек по природа. Тоа што знае да се снајде со секоја што ќе седне на ова столче, го прави исклучително толерантен, бидејќи ги има толку многу, а секоја од нив со различен нарав. Можеби затоа се крена уште поголема врева. Статусот собра околу 1000 лајкови, порталите кои го пренесоа многу кликови. Сепак треба да ми се јават, да ме прашаат моje мислење, што, како, зошто, а не некои чудесни портали имаше напишале Дадар е во криза, си ги бара парите назад. Ниту барам пари назад, ја реков со тој статус дека едноставно им простувам на моите должници. Што и тоа не се некои сега милиони, да се разбереме. Што сакаше авторот да порача со актуелното Facebook парче? Колку ни е чергата, толку ќе си ги пуштиме нозете. Не морам јас да влезам во Луи Витон сега да купам 3 пара наочари, ќе купам еден пар. Ако имам, ако немам, нема да купам ни еден, ќе одам ќе си купам, нели, некој кој што може да си ги приуштам. Што по јавната прозивка? Еве еден навистина интересен мој драг пријател, македонски популарен пејач, нели се јавува за Нова година, ајде Дадар срекна Нова година, сакав да прашам дали имате место за шишење и за масажа, меѓутоа прво да прашам да не должиме нешто, викам не должите секако, најсеја малце ме зезаат. Додека се читаат неговите редови, човек би помислил, Дадар ќе го биде и за пишување колумни. Каролина знае да ми каже, знаеш малце да ги нашминкаш работите за да бидат поинтересни, значи не е дека тоа е нешто страшно, меѓутоа веројатно знам понекогаш да бидам интересен, меѓутоа не сметам дека имам некој талент за тоа. Ако тој е убеден дека нема некој посебен талент за пишување, илјадници околу него се убедени дека дефинитивно носи нешто посебно кога станува збор за шминка, а од неодамна и за целосен пошт стајлинг. Во тоа име во теке потрагата по идеалната пошт невеста. Може да се пријават на фан страната на мој студио Дадар и на Posh Bridal, значи да пратат своја фотографија во инбокс или може некој друг да ги пријави, дали нивната мајка или сестра или кума или старосватица, независно. Може би идниот сопруг? Може би идниот сопруг и само треба да не напишат зошто сметаат дека таа е идеална пош невеста. Онаа која што ќе одбере стручно за жири, која што и наскоро нели ќе го објавиме, ќе облечеме и дотераме во невестински фустан, шминка и фризура, ќе направиме секако, чевли, накид ќе се добие. Пиес на воведот, може Дадар не ги спомна со име ликовите од погоре, ама ако се трошка луѓе, сами ќе си се препознаат. И ако долговите им се завршена приказна, нека им бидат, тие губат, а на Дадар му е чиста совеста. За да ги составиме денешните инста вести, ги прочепкавме профилите на светски познатите. И еве што најдовме таму. Откако не си инста вестите, ги поминавме профилите на социјалните мрежи на домашните ракометни репрезентативци, тоа го сторивме и кај оние на старлетите од регионот. Наред се звездите од светскиот шоубиз. Стартуваме со симпатичните видеа на Джеси Джей, која се уште нерасонета сака да ги искаже своите емоции преку песна. Џон Леџанд сподели фотка од роденденската прослава на својата тетка, на која јавно и го честиташе роденденот. Лејди Гага направи селфи со актерката Моника Реймонд. Сосема очекувано, Ријана овој викенд максимално им се препушти на журките. Джейсон Деруло ги искористи социјалните мрежи за да ги најави предстојните настапи на концертната турнеја. Светски славните имаат уште многу што да споделат, ама нешто ќе чуваме и за следниот пат. Кога се врти музика во хуманитарни цели, чувството е поинакво. Нашата екипа беше дел од настанот кој низ музика испрати апел за хуманост. Ова се деталите.
Големината на човештвото не е во тоа да се биде човек, туку да се биде човечен, кажал Махатма Ганди. Никој од нас не може да стори големи нешта, но сите ние можеме да направиме мали нешта со многу љубов, се зборови на мајка Тереза. Тезата се потврди на хуманитарниот концерт за Гого. На Гого неодамна му е диагностициран малиген коскен тумор, остеобластен сарком на десната нога. Пред него е период на борба и лечење. Гого верува во себе, а македонскиот народ е тука да му помогне. Со оглед на економската ситуација во држава, можеби не секој може да донира оноко колку што душата му сака, меѓутоа и луѓето кои што ќе дојдат и само ќе ја платат картата на влез е повеќе од доволно. Кажано и покажано во многу прилики до сега, така да многу вело. Можам да ви набројам милиони настани, добро не милиони, но дефинитивно над 1000 настани можам да ви набројам каде што сме покажале. Со ваков вид на настани и со ова што се случува, гледам дека музичарите конкретно можат да се спојат заедно и да направат нешто. Па верувам, се покажало доста ситуации до сега, така да има надеж. Јавни личности, артисти, обични граѓани се собраа на куп за да помогнат. Во светот Опра Винфри, Анџелина Џоли, Дейвид Бекам, Шон Пен, бројни настани организации со позитивен пример за хуманост, како е кај нас. Се што може да се даде, се давам. Што ќе успее и малку да е успех. Дефинитивно за оние, бидејќи 100 денари да дадете, значи за луѓето на кои им треба. Кога сум во можност, секогаш сакам да дам се што можам од себе, било како да придонесам, дали тоа е со музика, со финанси или со само добра мисла. Колку јавните личности може да потикнат хумана свест кај луѓето. Се надевам дека нивното евентуално залагање за ваков настан би можел да резултира со поголема посетеност. Знам дека за ова многу ќе ми замерат, но мислам дека поголемиот дел од нив се само глумци едни добри. Да, кои што сакаат да искористат прилики и да ќарат поени на тоа што не станува збор сега за денешниот настан, да не грешам душ. Како што медиумите известуваат, така јавните личности треба да помагаат и сите заедно сплотено тоа да го правиме. Мислам дека они највише можат да покажат и да потикнат било каква иницијатива за ваков хуман потек. Привлекуваат внимание и имаат гледаност, нормално нивната порака треба да води кон нешто подобро, значи кон нешто што помага. Нормално даваат пример и така треба да биде, да. Ваквите настани нека ни бидат поттик и мотивација за тоа како народот може да се сплоти и да помогне онаму каде што треба. Ако не успеавте да донирате со купување влезница за вчерашниот концерт, имате можност тоа да го направите на отворените телефонски броеви за Гого. Стасавме до уште едно бекстејдж финале. И сосема за крај само да ве потсетам дека дел од екипата е се уште во Крахов. Значи нема да не пропуштате и утре заради најсвежите случувања токму од Полска. Ве поздравуваме.